Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Така запишале евангелистите Матеја, Марко, Јован и Лука за проповедта на свети Јован Крстител. Така и со тие зборови и Христос ја започнал својата проповед. Во деновите на цар Ирод, кој ја управуваше Јудеја од 30-та година пред Христовото раѓање, во градот Хеврон живееше свештеник по име Захарий од родот Авијанов. Жена му беше од керките Аронови и се викаше Елисавета, братучеда на света Ана, мајката на света Богородица. Захарий и Елисавета беа праведни пред Бога, во напредната возраст и немаа рожба. Еден ден, кога служеше Захарий во Ерусалимскиот храм, му се јавил ангел од Господов и му рече: Не плаши се, Захарий, твојата молитва е чуена. Жена ти Елисавета ќе ти роди син и ќе го наречеш со името Јован. Ќе имаш радост и веселие и сите ќе се радуваат, затоа што тој ќе биде голем пред Господ, ќе биде голем светец и претеча. Захарий возбуден праша: Пошто ќе разберам кога јас сум веќе стар, а жената ми е неплодна? Јас сум Гаврил, пратен од Бога, да те известам дека ќе имате син, а ти ќе молчиш и не ќе можеш да зборуваш до денот кога тоа ќе се случи. А кога ангелот, архистратигот Гаврил, бил испратен од Бога во галилејскиот град Назарет да и соопшти на света Дева Марија дека ќе биде мајка на Спасителот Господ Исус Христос. Таа стана во тие дни и отиде набргу во ридскиот крај на градот Јудин, па влезе во домот на Захарий и ја поздрави Елисавета. Среќавањето на Марија и Елисавета ќе биде насликано на мощно импресивен начин од анонимен средновековен зограф во 1191 година во црквата Свети Ѓорѓи на селото Курбиново. На јужниот зид, во втората зона, во природна големина се насликани Марија и Елисавета, и двете во прегратки. Од левата страна е Богородица, облечена во темно-црвеникав мафорион, со кој е обвиткана и главата. Представена е како млада девојка, со овално лице и со благ поглед кон Елисавета. Марија со двете раце ја прегрнува Елисавета околу половината, а истото го чини и Елисавета, која е представена од десната страна на композицијата. За разлика од Марија, Елисавета е насликана од зографот како во изминати години, со испиено старечко лице и со набрчкано чело. Елисавета е облечена во фустан со темно-маслинеста боја, а со истиот е завиткана и главата, но со видливи бели коси кои се надзираат. Покрај прегратките кои ги прават со двете раце, нивните образи се доближени еден до друг, изразувајќи ја срдечноста на двете за нивното среќавање. Во заднината на оваа композиција е архитектура со две средновековни одбрамбени кули, кои во горниот дел завршуваат со пирамидални куполи. Среќавањето на Марија и Елисавета ќе биде илустрирано и во Охридската црква Света Богородица Перивлептос, денешен Свети Климент, од познатите средновековни зографи Михаил и Евтихиј. И овде е прикажан моментот кога се гушкаат Марија и Елисавета. Лево е Марија, која стои на постолје со 3 скали, и наведната ја прегрнува Елисавета со двете раце околу половината, а лицата им се доближени едно до друго, како и на фреската во Курбиново. Откако Марија го напушти домот на Захарий и Елисавета, дојде денот кога Елисавета требаше да роди. И таа роди син. Тие моменти зографите ги представат во повеќе сцени на зидните површини во нашите цркви и манастири, како и на предстолните икони со представата на Свети Јован Крстител, со повеќе детали од животот на пророкот и светителот.
Содржините на сцените се богато илустрирани, со израз на смирени ликови, на богата церемонијалност на настаните, до умерена драматичност на случувањата. Елисавета е представена како седи на породилниот кревет, покриена до половина со богато украсен прекривач. Таа е облечена во свечена сина горна облека и гледа со смирен поглед кон присутните. Над незината глава зографот напишал «Рождество претечино», со кое сакал да ја објасни сцената, дека станува збор за раѓањето на дете пред Христа и се уште не му е дадено името. Во оваа сцена има детали што ја збогатуваат содржината на дејствието што се одвива. Имено до самиот кревет на кој седи Елисавета се наоѓа млада девојка, облечена во црвена горна облека, а кафените косии се преврзани со тантела украсена со бисери. Девојката е во став како коленичи и со поглед кон Елисавета. Друга девојка пак стои над родилката за да й помогне. Десно од креветот е лулката на новороденчето, над која е испишана сигнатурата Јован. До самата лулка е насликана девојка, која е во став како го бања бебето, во еден поширок бакарен сад полн со вода. Девојката е представена во свечен црвен фустан. Композицијата со повеќе сцени од животот на Јована е збогатена со уште еден детал – ликови на двајца старци, со бели бради и капи на главите.